Стадион. Емисија за вашата вистина. И целата идеја, барем од моја лична страна, од секогаш била да им се покаже на луѓето тој инаку невидлив свет на кој што не обрнуваме внимание. Така и почнав со инсекти, со макрофотографија, па после се префрлив на птиците, бидејќи сметав дека за да можеме да заштитиме нешто, треба тоа истото да им се покаже на луѓето, кои не по своја вина не се ни свесни дека постои, бидејќи никогаш никој не ги запознал со тоа. Значи, ние постојано гледаме на Национална географија документарни филмови, на Discovery, порано во бивша Југославија го имавме, нели, Опстанок, за ботаника емисијата со Белами и така натаму, али никој некако со ретки исклучоци на овие подрачја не се обидел посериозно да ни покаже што имаме тука. Така да ние кога зборуваме, често пати ние слушаме за разни акции, да се заштити некој подрачје. На луѓето не им е јасно суштина што заштитуваме. Ние мора тоа да им го покажеме, што точно има таму што ние сакаме да го заштитиме. Премногу се бавиме со историја, премалку со природа. Би требало посекувано да биде тоа обратно. Па ние сме некако обседнати можеби со не толку битни работи, не дека не е битна работа историјата, не на крај памет не ми е да го кажам тоа, али некако толку си имаме обседнато со определени теми во општеството што заборавивме на сопствената куќа. Тоа е природата што не обкружува и која ни овозможуваат на крајот на криштата и да живееме, бидејќи сепак ние сме дел од неа. Колку год да мислиме дека можеме да управуваме со неа и со нашите судбини, не е баш така. И треба ние да се грижиме за неа, за она да може да се погрижи за нас и да ни пружи подобри услови за живење. Имаме, не е дека нема. Македонија, јас шетајки сега поготово последниве скоро 4 години со моје хоби со сликањето на птици, бев на најневеројатни места по државата со чудни имиња. Убаво е. Значи, се што треба да направиме, само можеби да успориме малку, да не трчаме по секој дневно пласираните вредности, со кои што сме очигледно обседнати, и да почнеме да обрнуваме внимание на нашата непосредна околина. Македонци кои 3 генерации живееле во Латинска Америка, во Лима, во Перу. И презимето интересно, Јагев, па и името. Кратко за тоа сакам да ми кажеш. Па да, уште дедо ми прв отишол таму. Што барале во? Тоа е компликувана приказна, тоа е цела емисија веќе. Тоа е веќе по авантура од ова моето што го правам. Значи прво дедо отишол таму после Првата светска војна, па татко ми после Втората светска војна. Па работел за еден текстилец од Битола, богат француски евреин, и он у суштина имал некој бизнис врски со Перу и така и он им отидено таму, па после татко ми, јас се родив таму, па ја бев. Да, јас сум роден таму, па пред неколку години бев и јас таму и така. Така да тоа е дали Перу и Европа, Јужна Америка се не само што се различни континенти, малте некако да се различни планети, мислам, не постои начин како да се опише тоа таму. Не, на грубо шпанско говорно подрачје, али не можеш да кажеш дека Лима е како во Мадрид, али малце поразлична. Не, различна е. Народите, културата, цивилизацијата, начинот на однесување, обичаите се сосема различни. Тоа е друга планета. И се вратив. Ретки се такви примери. Па да. Или ќе рече некој, ама да беше во Америка немаше да го направи. Па не, моите се вратија заради носталгија, си сака земјата и сака да се вратат назад. У странство се секогаш странец, тоа татко ми секогаш го кажуваше. Така да мислам дека тоа веројатно тоа и беше најголемиот порив да се вратат назад дома. Јагев, Вилијан?
оригинално е Јажев, али бидејќи во шпанскиот нема Ж, Г и така се видоизмени моето презиме. Помалку или повеќе отколку памтам за себе, сакам животни, сакам да сум надвор. Како растев, моето детство беше од секогаш омилени емисии ми биле баш тие, што се однесуваат на дивиот свет, растенија, околината и така натаму. Израснав со Опстанок Дејвид Белами, што го спомнавте. Лалович, мислам, он беше хит на времето, перфектен документарец и така да на некој начин од помалку или повеќе од секогаш таа идеја мене ми се вртела низ глава. Со фотографија, уште као дете татко ми првпат ми купи фотоапарат, иако реално сериозно со фотографија се бавам нешто повеќе од 12 години. Дали кога викам сериозно, значи навистина посветено на тоа, целото слободно време е таму. National Geographic се интересира за вас. Да, кога сликав инсекти, они тогаш уште има блог за фотографии, Your Blog се викаше на National Geographic, па бев меѓу првите интервјуирани за фотографскиот блог. Ми имаше таму, ми има и за други сајтови сум давал интервјуа, ми имато објавувано и така натаму, тоа беше макросветот кога го работев, кој што е навистина интересна, малте не друга планета и тоа. И онда решив да направам мала пауза. Ми требаше некој нов предизвик и почнав со птиците. Че прво инсекти, птици, животни. Па сега работав, сега покрај птиците почнав паралелно помалку да работам и на животни. Се е тоа жив свет, да. Да се добро, мислам на цицачите, лекачи и така натаму. Сега почнам полека сега таму да правам нешто по тоа прашање и веќе имам и таму пристојна колекција на фотографии од Може ли наш жив прашање се свет. поставили тоа изди што е полесно, што е потешко? Нема полесно. Све е тешко на свој начин. Трпение секаде треба. Трпение треба секаде, бара да се посвети човек, слободното време да го посвети на тоа и тоа е можеби едно повеќе филозофско животно прашање отколку било што друго, тоа е човек да биде поштен кон самиот себе и сам да си признае што навистина му значи нешто му е битно и го прави среќен. За мене е ова. Инсектите се поспори, птиците се побрзи, животните или не може така да се... Не може да се каже друга проблематика. Инсектите се поспецифични на свој начин за сликање во зависност од начинот на кој што сака да се фотографира. Таму има посебни техники ја кои што ги користев, кои што се потребни пониски температури да вледаат надвор, така да ја идам едно време на Савајле, 4 си на терен, се наместиш со фотоапаратот, блицеви, треба ги најдеш. Друга, на мојот начин на сликање на инсекти беше многу специфичен и многу напорен. И ретко кој го правеше во Европа, па и денеска со живи субјекти на терен. Повеќе се користи за студиска фотографија на инсекти и јас не се обидов да прилагодам таа техника да можам да ја применувам на отворено на терен и тоа беше многу фрустрирачки на моменти. Птици, животни? Птици и животни слично е. Птици и животни е слично, значи бара прво бара да се посетат местата. Тоа е основно. Подготовка, истражување. Да, истражување, извидница, почнеш да одиш да се движиш по местата каде што мислиш или некој ти пренел дека ги има, онда после тоа почнеш да бараш трагови. Независно дали се птици или се животни, почнеш да бараш трагови за нивно присуство, да поминеш повеќе време на таа локација, со малце среќа да ги приметиш на поминување, кои се птиците прелет, песна нивна да слушнеш дали се тука присутни и почнеш да го запознаеш местото, бидејќи се не е само да ги видиш и да ги најдеш, него треба да размислувам и фотографски треба да бидеш на место каде што ќе може да се направи успешна и убава фотографија, така да
почнеш да размислуваш за светлото, агли, каде ќе се наместиш, кој тип на објектив ќе ти одговара, на кое растојание предпоставуваш дека ќе ти дојде животното, и тоа кој тип на камуфлажа ќе користиш. А да не го искам. Не само да не го исплашиш, него има различни типови на камуфлажи. Во едни си по-мобилен, нали, поприметлив, во други не си толку мобилен, нали, се помалку приметлив. И сега и тоа е предпоставка. Може да Кој е- биде опасно, има, не дай Боже, има такви трагични. Па до сега за Споменате време на инсекти, само отровни, има змии, има птици, не знам, опасни, веројатно има, или животни има секако. Па имам приказни со птици што ми се има случувано на терен. Реална опасност не сум се нашол до сега, барем за време на фотографија. Сум имал лоши искуства, пред се со кучиња, глутници. И надвор го имаме, тој проблем не е само тука во урбаната средина. Едно што дива свиња, мислам, ме промаши пролета покрај мене. На движење у низ шума на враќање на кај дома, али генерално не сум имал некој проблем да бидам навистина животно загрозен додека сликам да дојде нешто и да проба да ми направи нешто. Секојаш само одиш или имаш асистенти? Зависи. Некогаш идам сам, некогаш идам со друштво, најчесто идам со девојката и она исто сака да фотографира птици, така да заедно најчесто идеме. А, имате среќа, жртвувате социјален живот, приватен буџет, ама среќа што супругата, односно девојката, на иста бранова должина размислува. како вас. Да, немаме проблем, мислам тука. Значи, Си кој одиме може да заедно. ги трпи тие работи? Па е малтретирање. Не малтретирање, ниски температури, високи температури, со сати надвор, неудобни позиции, опрема треба да се носи, опремата е тешка. Значи, има бројни тука технички проблеми и непријатности, али наградата е голема. Например, кога ќе се оствари планот, или уште подобро кога универзумот ќе ти изненади со нешто што не си го планирал и ќе се појави пред тебе, ни си има случувано така сосема напланирано да налетаме на, не знам, дива мачка, чакал, видри, така да некои навистина ретки птици кои на крај памет е дека ќе се појави пред тебе. И така да тоа се тие големи награди, не се ни мали награди, за мене тоа се големи награди кога ќе налеташ на нешто што е навистина ретко и убаво да се види. Ова не е ефтино хоби или професија. Бара софистицирана, сега дигитална опрема, бара доста пари. Дали, осем приватно што страда вашиот буџет, во наводници, затоа што ова го работите од љубов, дали наоѓате вакви примери како со банката, на интерес кај бизнисот, кај локалната самоуправа, кај државата? Ова е прв пат. Значи, некој да се заинтересира и да учествува и финансиски во Затоа што не ви ќе рече повеќе се исплати, ако веќе зборуваме за пари, да снимате, да вулгаризираме свадби, крштевки, манифестации. Па не сакав тоа да ми биде работа. Мислам, јас мене животот ми е поделен на работа и слободното време кое што според мене слободното време би требало да ни исполнува и да не прави среќни. Така да јас одлучив ова да ми остане хоби и задоволство, не да се претвори во работа и во стрес. Значи, разбирање, еве имаше сега од Прокредит банка, еве излегува во пресред околу ова изложба, навистина покрија трошоци, не помага и технички и така натаму. Соработка со локална самоуправа сме имале и има муабет, не е дека нема, и помагаат, можеби не финансиски, али ќе помогнат логистички, може да се деси да ни помогнат луѓе работени таму кај нив. Со локалното население сум имал многу убава соработка, во Демир Капија поготово, и вклучително и со локалната самоуправа.
Соцев камен, други места, Кочилари, така натаму до Иран. Значи, сегде има по некој од локалното население на кој што им е представило задоволство кога ќе дојде некој. А Ќе повеќе видат- инцидент отколку систем. Дали Тоа е повеќе инцидент, не е систем. Кај на Конкретно- системски не е решено Конкретно тоа. прашав, дали Министерство за земјоделие, Министерство за екологија, дали Министерство за култура преку Медена земја е интересен пример кој што многу силна еколошка символика имаше, баш за заштита на животна средина, на животинскиот свет. Државата не покажува интерес по тој основ. Мислам да покажуваше до сега ќе се направеше нешто. Ние од независност наваму реално дека има некое добро системско решение што се однесува до тоа, немаме. Можеме да правиме, да разговараме која влада била Ваква, така да. полоша во однос на таа другата, али реално добро не било никогаш. Навистина добро. И се фина има ли шанси, например, за да се обезбедат средства за таа опрема, за оваа активност, продукцијски, например, производи некои, да ги откупуваат, да ги бараат, телевизии, портали, затоа што тоа се интересни продукти кои што можат да доживеат и пристојна гледаност. Читаност. Од некоја причина нашите медиуми некако не се заинтересирани за тоа. Значи ние реално нека образовна програма или нешто по тој основ ние и немаме. Значи не едноставно не се произведува нашите медиуми. Јавен сервис треба повеќе да. Значи нема. Значи нема. Не снимаме. Независно дали е јавниот сервис или се приватните медиуми. Значи реално никој не инвестира во тоа. Предпоставувам дека се водат сите од некоја нивна економска логика, дека им е поевтино да се преземат емисии од надвор. Турска серија, така. И ние влеговме тука во една надолна спирала, при тоа не мислам само на образованието како систем во склоп на државата, него и образованието кое што би се пренесувало преку медиумите. Ние тоа го испуштивме. И од Бушава азбука наваму, јас не знам да е направено нешто. А еве да кажеме, историски гледано, бидејќи спомнавме историја, правено е нешто. Беше перфектен производ. Да, значи воопшто зборуваме за продукт. Значи ние не е дека не знаеме, не умееме, еве Медена земја. Значи не е дека не знаеме, не умееме. Ние едноставно од некоја за мене непозната причина ние тоа не го правиме. Медена земја беше, помина, беше успешна приказна и толку. И тоа е интересен проект, 3 години, колку време снима. Значи Стефан пред тоа имаше он, пред Медена земја имаше, мене беше многу убав документарец за скакулци, за скакулци. Перфектен е, многу убав. Значи не е дека не може да се направи. Конкретно за Охрид, ја имам неколку паромилени места за сликање во Охрид. Најголем проблем ми е да направам фотографија од птица или од некој животно во кој што нема да има ѓубре. Значи, ова со ѓубрето, независно дали е пластика или некој друг облит, почнува да прераснува во не знам која категорија да го ставам. Епидемија. Значи, имаме наоѓано ѓубре на најневеројатни места каде што два и со джип и пешки ќе стигнеме, значи некој со трактор, не знам, значи не просто е неверојатно. А Охрид е срамота тоа што се случува таму. Не знам како другчето да го кажам, дипломатски, не дипломатски, кој како сака нека го свати тоа што се случува со Охрид и тоа што се и покрај предупредувањата и за УНЕСКО и за све, ние ништо не правиме и натаму. Освен пар невладени организации, неколку активисти таму кои што се обидуваат да направат нешто, друг никој не реагира. Независно дали е централна или локална самоуправа. А не случајно прашав и за државата и за локалната самоуправа, има ли туристички потенцијал овие што го работите? Има ли некои искуства кои што се спојува убавото и корисното? Например, кога се договаравме, ми го споменавте Пеликанот. Керкини. И грчкото искуство. Не е тако 50 километри од Дојран. Они зимно време имаат организирани тури со чамци, со водичи, си ги шетаат луѓето наоколу, си сликаат, си доаѓаат дури од Англија луѓе да се сликаат. Пеликани, ние тоа не го правиме. Не ги бркам.
Едноставно не го правиме. Го имаме доиран, го имаме преспан. Тоа е, у Шпанија поготово, тоа е на туристичка гранка, бидејќи шпанците се мајстори, значи, за туризам, нема зашто немат искористено. Шпанците прават сериозни пари. Ова е интересен, моќен дел од туризмот може да биде. Да, али ние не правиме ништо по тоа прашање. Пари има. Туристи ќе дојдат. Само треба да се обезбедат услови. Се сретнале со странци кои што се интересирани што? Да, ми се оти ги имам шетано. И со секојаш кога ќе тргнеме негде со нив, мора парите не се проблем. Значи мора да им најавам, но обично биле пријатели преку пријателски врски, знаеш што мој пријател ќе поминува низ Македонија, сакам да видам, не знам, види дали може пеликан на пример, да. Спомнавме пеликаните. И јас секогаш им нагласувам, не можам да ви гарантирам бидејќи не знам што ќе ми се случи тамо на терен кога ќе ви однесам на локација. Бидејќи тоа што важи овој викенд, другиот викенд може да не важи. Да му текне некој да ги сече дрвата, ѓубре да фрли, журка да прави, што и да е. Јагев, не е само сончањето туризам. Не, значи црквите, виното. Туризмот и најголеми пари по мене во туризмот, иако тоа не ми е бранша, фала Богу, не е само во тој масовен туризам кој што ние сакаме да го промовираме, што е можем поголем број на туристи, зашто пониска цена да ги донесеме, него Македонија би требало по мене да се насочи кон специјализиран скап туризам. Значи да му обезбедиш водич, превоз, да можеш да го однесеш на некое место. Еве, например, ќе правиме муабет за Охрид, еве Галичица, например, Галичица има, освен што е флористички богата, има и животни, сега се обидуваат елени да воведат, имат успешна програма по тој основ. Има историја, горе има ровови, остатоци од војни, има култура, цркви и така натаму, значи, има приказна, треба водиче. И тоа се наплаќа. Значи, јас според мене е многу подобро да имаш еден турист на кој што ќе му земеш 100 евра, карикирам, отколку да имам еден турист што ќе му наплатам 20 евра за спиење и толку. Да, меѓутоа тоа функционира според тоа што вие го имате како. Тоа може да функционира. Има интерес. Ние немаме инфраструктура и ги немаме луѓето и не се ни обидуваме тоа да го спроведеме. Тоа ова што го зборувам не се прави за една година. Стадион. Емисија за вашата вистина. Господин Адамчевски, од кај овој контакт го остваривте? Како го остваривте со Велијан Јагев? Видовте некоја негова слика, некоја група на Facebook, некоја птица, некоја ваше хоби, кој што сега се обидувате да го малку повеќе наметнете како член на управниот одбор на Прокредит банка? Или пак ви беше штерач, му дадовте кредит, па таму го знаете? Оваа година Прокредит банка слави 20 години од своето постоење и верувам до сега веќе видовте, главната тема е одговорност. Ова што го направивме со поддршка на изложбата на птици на Велијан Јагев е еден дел на кој што Прокредит банка ја покажува својата одговорност, во конкретниот случај одговорност кон животната средина, но и одговорност кон македонските автори. Така да тоа беше една од главните побуди поради која што банката реши да даде поддршка на овој проект. Инаку на каков начин се запознавме со работата на Велијан. Има една интересна група на Инстаграм, животните во парк, каде што генерално да има доста интересни слики за животните и птиците кои што живеат во паркот. Тоа е нешто кое што, барем јас, во прв момент не бев свесен дека баш во градски парк има таква разноликост на различни животни, на различни птици. Ние де факто сме многу често присутни секој од нас во градски парк, но не верувам дека голем дел од нас се свесни за убавините кои што ги има околу нас. Така да тамо беше и првичната идеја, нормално преку заеднички пријатели стапевме во контакт и разговаравме за еден ваков тип на проект за кој што цел имаше да од една страна ги
испромовира природните убавини кои што ги имаме околу нас, не само во градскиот парк, таму живеат малку повеќе од 1/3 од вкупниот број на видови на птици во нашата земја, но и многу други места и многу други видови на птици за кои што ние не бевме свесни дека живеат во Македонија или пак се Македонија е точка на поменување, застанување на патот на нивната миграција. Така да имаше доста интересни аспекти, нели кога почнавме да разговараме за реализација на оваа идеја, велам потоа може во детали малку повеќе да навлезе во тој дел, но главната цел, како што кажав, беше промоција на природните убавини кои што ги имаме ние во нашата земја, подигнување на свесноста за заштита на тие природни убавини кои што се околу нас и нормална промоција на автори како велам. Кога зборуваме за свесноста, дали сега после овој проект, која ќе прошетате низ градски парк, малку повнимателно шетате и се обидувате да најдете некоја птица, да слушнете? Па, можам да кажам моје лично искуство, затоа што претходно, да, ќе се слушне некој црцар на птици, гледаш птици околу тебе, ама никогаш не обрнуваш внимание, затоа што, во некоја моја номенклатура имаше врапчиња и голапчиња, тоа беа птиците кои што ги гледав и претпоставував дека живеат тамо. За сега пред се да бидам посвесен и да обрнам повеќе внимание, да видам што е тоа што го имаме околу нас, па да видам дека на вистина има разлика помеѓу различни типови на птици кои што живеат тамо. И од тоа што успеавме да го видиме преку нашата изложба, тоа се на вистина птици кои што од една страна се прекрасни како појава, но од друга страна се птици кои што се исто така ретки. Така да една работа е да бидеме свесни, птиците кои што ги имаме во паркот, ама друга работа е знаејќи дека тие птици живеат тамо, колку се ретки тие птици, да внимаваме малку повеќе како се однесуваме кога сме тамо присутни, затоа што до сега, свесно или несвесно, голем дел од посетителите во градскиот парк очигледно и не водат многу сметка за тоа каков импакт имаат на животната средина по заменувањето на некои слободни активности кои што се имаат тамо. Така да една од целите кои што ги имавме е токму тоа. Па почнуваме од нашите клиенти, но почнуваме од генералната јавност. Еве за конкретниот случај имавме караван кој што беше присутен низ нашата земја, едномесечен караван каде што Велијан ја презентираше својата работа во 6 града во Македонија. Разговараше со посетителите на таа изложба, минувачи за од една страна неговата љубов кон сликањето и како стигнал до тоа да фотографира птици, од друга страна за и некоја генеза на животот на тие птици во нашата земја. Зашто ги има на тие локации каде што ги има, кога мигрираат тука, кога живеат тука, кои се некои патерни на нивното однесување. Едноставно, преку таков тип на разговори и присуство се подига свесноста и на не само клиентите на банката, туку и на секој јавност и видливост таа тема поголема преку тоа. Нормално ние организиравме на крај аукција на која што беа поканети и клиенти на банката, но имаше јавна покана по социјални медиуми каде што оваа аукција беше испромовирана и можам да кажам беше доста успешна и беше навистина добро посетена од страна на и клиенти на банката и од страна на луѓе кои што беа заинтересирани да видат за што точно се работи. Така да ние како банка гледаме комуникацијата да не биде само со нашата клиентска база, туку да биде со сите, затоа што ова се теми кои што ги тангираат сите, не тангираат сите. Дали вашата одговорност се однесува и на деловната соработка со клиенти кои што, например, не се однесуваат еколошки совесно, бараат пари, ваша помош, соработка, инвестицијска поддршка за градење, за други проекти во средини кои што на тој начин би биле загрозени. Дали тука го гледате, ве следи банкарскиот инстинкт или овој еколошки одговорен, животен инстинкт, не инстинкт е правило да го наречеме? Во тој контекст ние сме банка која што има
одредена листа на активности кои што не се поддржани од страна на банката, компании кои што не се во можност да отворат сметка во банката, компании кои што не се кредитирани од страна на банката, така да ние свесно се лишуваме од, можам да кажам, и доста голем обем на бизнис или соработка со одредени клиенти, токму поради овие причини. Не сакаме да поддржуваме и не сакаме да бидеме дел од одредено однесување кое што не е согласно нашите принципи на работење, така да само на кратко поврзано со оваа тема, ние воопшто не финансираме и не соработуваме со компании кои што имаат било какви активности во заштитени зони и национални паркови. Затоа што баш во тие национални паркови живее најголем дел од дали флората или фауната кои што се ретки и кои што навистина треба да бидат заштитени, на кои што треба да им се посвети внимание за да опстанат. Ако има градежна дозвола, урбанистички план, се по закон. Без разлика, нели, и да е се по закон, каде што во најголем дел од ситуациите е така, ние не ги прифаќаме тие проекти затоа што нашите принципи на работење, нашите очекувања некогаш се различни од тоа што е законски дозволено, затоа што на крај, нели, не мора да значи дека ако некоја работа е законски дозволена е правилна, исправна на крај. Така да во тој дел доста внимаваме за тоа со кои клиенти соработуваме, кои проекти ги финансираме и со нашето такво делување даваме свој придонес во делот на заштита на животната средина. Кои се вашите идеи за идни планови во оваа насока? Може ли да очекуваме финансирање и помош за покрупни проекти, како на пример документарци, серијали, изложби, представи, што се опаќа вашиот концепт, кој што се базира на одговорност во наредните 5-10 години? Да, конкретно баш ова е насоката во која што би сакале да се движиме, затоа што нели напоменавме и во делот на представување на нашите активности или некој маркетинг кој што го прави банката, очигледно дека ние сме поразлични од сите останати примери кои што ги имаме на пазарот. Дефинитивно ова е еден сегмент во кој што ќе бидеме активни и во иднина. Во моментов не би можел да кажам за конкретни активности, дали ќе бидат нели документарци или ќе бидат одредени роучоа како што беше ова, но секако дека заштита на животната средина и поддршка на македонските уметници ќе биде нешто на кое што Прокредит банка и во иднина ќе посвети посебно внимание во своето работење и ќе продолжи да ги поддржува ваквите убави иницијативи. Животни има. Не е дека ги нема, али на жалост ги има све помалку. Бројот опаѓа, таа е тенденцијата, според мене вака барем колку што имам успеано, бидејќи не правиме ништо за да реално да ги заштитиме. Некако као да сме без план во државата, као да не сме способни со одредени исклучоци, значи сепак има национални паркови, нови заштитени подрачја и така натаму. Се прават обиди да се направи нешто, не е све комплетно црно и песимистичко, али според мене тоа е недоволно. Значи ние као народ, као да сваќаме дека кој како ќе му падне на памет може да прави што ќе му падне на памет, кога сака, каде сака и како сака. Значи не може на едно место да имаме и преку ден луѓе да се бањат, ноќе да се лови риба, не знам, да се прави журка, чамци, да се паркира тука и така. Сваќате што сакам да кажам. Не може да има све на едно место. Мора да има некакво зонирање, тоа и се прави во заштитените подрачја со тие планови за управување, али ние некако треба стварно тоа некако да го средиме. Не може во истата шума да имаме и ловџи, и сеча на дрва, и собирање на плодови, и не знам што, значи не може све на едно место да биде. Мора некако тоа да почнеме да го двоиме, бидејќи простор има за сите. Значи грабливките ми се мене најинтересни за сликање. И ми се некако и најтешки. Бидејќи се можне предпазливи, лесно те приметуваат, треба да одиш на вистина некои недостапни места. Не се опасни, не? Местата да, птиците не. А тоа е мит, значи. Не, сум имал со нив
и магични моменти еднаш ми се има случајно јастреб врапчар да ми слета на камерата. Јас покриен со камуфлажата седам, но ништо не покриен целиот со платното и тој тука пред нос да ми слета и така да ме погледне и после си отиде. Ми се има случувано навистина над глава лешинари да дојде да ми пролетаат, сосема неочекувано од негде некој орел да дојде помине покрај тебе. Многу они ми се мене најинтерес, секој, значи ги сакам и другите, не е дека не, али ови ми се мене лично ми се најголем предизвик. Со рисот фотографски сте се бореле некојаш? Се планирав оваа година, требаше февруар-март, али поради бидејќи имав многу обврски тогаш на работа, претходно у Паркови Зеленило, не можев да извојам доволно време за тоа и се надевам дека крајот на годината, почетокот на следната година јас ќе се обидам, а сега дали ќе биде успешно или не. Има успешно, за него треба многу чекање или? Посебен напор е тој. Тој е стварно чекање. Треба да се види со луѓе што знаат каде се движи. Македонско еколошко друштво и Маврово националниот парк не си имаат соработка по тоа прашање. Така да ќе треба да се види со нив што како да се искомбинира нешто. Волци, мечки? Мечки имам видено, волци неам снимено. Волкот и рисот ми се на листата следните што би сакал да ги сликам. Од другите животни добар дел веќе ги имам сликано, но најмногу се радував видрата кога успев да ја видам и да ја сликам. Тоа ми беше Слатина. Пред 2 години неуспешно читав и барав трагови по реки и покрива река Брегалница нагоре, надоле, ваму, таму, чекаја, али и на крај Билчишко блато, одев, барав, проценував места каде ќе можам, и на крај конечно таму и успеав. Иако дента конкретно бевме на за птици отидени и онда излезе испред нас. Така се случило ли цел ден да чекаш, трпение максимално да покажуваш, никаков улов во наводници, никаква слика да не дојде. Нажалост се случува и тоа. И тоа може би е дел и од магијата. Не е добро никога е лесно. Не е добро никога нема проблем. Јас стално велам кога нема проблеми, значи дека има голем проблем. Нешто тука не е во ред. Значи дел од магијата е и тоа, и очекувањето. Дури и да не се, за мене тоа не е пропаднат ден, бидејќи и да не се успее да се направи добра фотографија, пак сум го поминал времето надвор, сум го поминал во наблюдување, можда ќе видам, секош има простор да се види, да се научи нешто друго, можда е грешката и до тебе, а ќе знаеш барем нема да се повтори. Пред се и над се спокојството не може да го замените со ништо. Значи, не го правам пред се, иако ми е важно да има резултат, не е дека не е важно, најважно ми е да го поминам денот сепак надвор во природа и за мене секоја добра фотографија ми е бонус. Тоа е најголемата награда, иако е награда и само по себе, идењето и правењето. Велија Њагев, за крај, дали тоа е советот? Поминувате повеќе време во природа, тоа ќе ви биде најголемата награда. А за мене поминувањето на време во природа ми е начин како да ги наполнам повторно батериите. Тие пар денови, бидејќи секој викенд се оди, тие пар денови поминати на чист воздух, убава, мирна средина, по можност обкружени со некое диво животно, тоа е за мене се тоа магични моменти, некој као да ми е некој знак од универзумот дека вреди да се продолжи натаму со животот, да се побегне од можеби секојдневната бесмисленост на моменти што ја доживуваме. Стадион. Емисија за вашата вистина.